Се зголемува бројот на цивили од Авганистан кои ќе допатуваат во Северна Македонија. Меѓународни организации побарале 780 лица да бидат згрижени во земјава. 780 за толку граѓани од Авганистан владата превзема обврска да обезбеди сместување, да ги згрижи на некој начин, да помогне полесно да го поминат овој период додека се тука од 90 дена. Во однос на хотелите, тоа е обврска на меѓународните организации, кои што и практично ги покриваат трошоците. Најголем дел ќе бидат сместени во Скопје, на периферијата од Скопје. На критиките зошто земјата се решава да прифати бегалци, кога на тоа не се решаваат поголеми и побогати држави, надлежните аргументираат дека тоа се прави за да се помогне во справувањето со хуманитарната криза и затоа што Северна Македонија како членка на НАТО има обврски и одговорност. Тоа се се луѓе кои што им треба времено престојување пред да заминат во земјите на нивната крајна одредница. И затоа јас сум многу внимателна со бројките токму поради тоа. Вчера имавме една најава за еден авион кој што на крајот не полета. И затоа од една страна нема да криеме ниту еден податок, но ви апелирам на сите медиуми да бидете предпазливи, затоа што честопати информациите се покажуваат и како неточни. Секое пристигање, секој евакуиран граѓанин на Авганистан кој што ќе пристигне, секој ќе биде регистриран и за сите ќе бидете информирани. И мислам дека и мнозинството граѓани во државата, кога ги видоа оние навистина страшни слики од Кабул, каде што буквално мажи, жени и деца кои се спротиставиле на екстремизмот, бараат помош, мислам дека се согласуваат дека како држава која знае колку екстремизмот е опасен, треба да дадеме помош и поддршка. Покрај земјава и Албанија и Косово изразија подготвеност за прием на бегалци од Авганистан. Тоа денеска во Скопје го потврди и шефот на косовската одбрана. Ние како влада исто така ја понудивме нашата поддршка. Подготвени сме да обезбедиме поддршка на луѓето или на оние работници во Авганистан на кои им е потребна солидарност. Освен привремено згрижување на бегалци, Северна Македонија добила барање од НАТО за испраќање персонал за поддршка кој ќе треба да асистира во делот на прифаќање и работа со цивилите од Авганистан кои ќе бидат транспортирани во некоја од базите на Алијансата во Европа. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.